Бев жртва на врсничко насилство. Јас бев во државно училиште до 5 оделенија. Сум имала напади, пример сайбербулинг, ама сум имала и физички напад. Чувствував некоја потреба да пазам што зборам пред луѓето околу мене, да пазам што правам, случајно да не бидам осудена. Не е лесно да се носиш со сето ова, како што каже, физички да бидеш нападната. Да, ама затоа постои поддршка од дома, постои поддршка од психолог. Како се само заштити? Прво со сестрите, бидејќи тие беа сепак поблиску до моите години него моите и помалку срам имав да им кажам дека сум жртва на врсничко насилство. Јас сум родена во тие околности каде што пример јас сум гледала дека и татко ми го осудувале. И сега јас ако сум среќна и задоволна со мојот живот, со луѓето околу мене, зашто треба ме интересира што мислат другите за мене? Тоа ми дојде првично од консултации со психолог. Мене мајка ми посебно цело време ми викаше дека е нормално да збориш со психолог. И затоа и она ми кажа на мене дека кога и да ми треба, имам број да се јавам да зборам со психолог, бидејќи тоа е многу нормално. Треба да се одржува менталната здраве.